Безбедносната состојба во земјава е стабилно, веруваат надлежните институции. Врвот на МВР вели дека се следи ситуацијата по поместувањата на фронтот во Украина, делумното повлекување на руските сили и најавите за мобилизација на огромен број резервисти, што пак предизвика бран на заминување на граѓани од Русија, пред се во земјите кои имаат добри односи со Москва, како што е соседна Србија. Ние немаме сега во моментот индикации за нарушување на безбедноста. Генерално, сериозен предизвик представува безбедноста заради случувањата кои што се со инвазијата на Русија врз Украина. Нашите безбедносни служби работат во полн капацитет во однос на заштитата на територијалниот интегритет на Република Северна Македонија. Членството во НАТО ни гарантира практично безбедност и нешто што е исклучително важно. И тоа мислам дека секој еден од нас значењето на тоа членство во НАТО можеме да го видиме сега во моменти кога имаме еден ваков сериозен конфликт, така да сите случувања на тој план треба да не држат будни како безбедносни служби. Меѓународни експерти, одлични познавачи на Балканот кои учествуваа на конференцијата Редефинирани приоритети, нови реалности по украинската криза, предупредуваат дека во ваква геополитичка ситуација регионот е ранлив. За сериозен проблем ја сметаат политиката на Србија, која не се приклучи на санкции против Русија и, како што велат, политичкото влијание кое Белград го остварува преку Отворен Балкан. It is a good idea for the countries of the region to trade. It is a bad idea to do so in a regime designed. Добра идеја е за земјите од регионот да тргуваат, но е лоша идеја тоа да се прави со режим дизајниран за зголемување на српската политичка моќ. Економската моќ е политичка моќ. Економиите во регионот не се исти. Србија има најголемата економија, има трговски суфицит во регионов. Србија е автократија, не е демократија, се движи во погрешна насока. На примерот со Русија и Украина гледаме што значи кога државата ја води автократ, а тоа е нестабилност. За Северна Македонија е во ред да има добрососедски односи со сите земји, вклучувајќи ја и Србија, но патот за стабилност во регионот и за вашата земја е цел Западен Балкан да се движи кон НАТО и кон Европската Унија. Србија се противи на НАТО во смисла на тоа дека ја поддржува Русија, не применува санкции против неа, го промовира рускиот наратив. Отворен Балкан е дизајниран така што на Србија и дава економска слобода, а тоа значи поголемо политичко влијание во регионот, а тоа пак води кон нестабилност. Наспроти изјавите дека безбедносната состојба е стабилна, владата во Скопје потврди дека Руската Федерација презела активности за влијание врз политичката сцена во земјава, откако американскиот Стейт Департмент обелодени дека во изминатите неколку години Москва со повеќе од 300 милиони долари финансирала политички партии и функционери во десетици држави за така да се влијае врз надворешната политика на тие земји. Кои се политичари во Северна Македонија можеби имаат финансиска поддршка од Русија, за сега не се открива. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.